Мили на Бога, Богомили, или според името на попот Богомил. Без разлика на тоа како Богомила го доби своето име, јасно е дека се работи за место за кое вреди да се снимаат многу телевизиски репортажи. Се наоѓаме пред железничката станица во Богомила, која е изградена во 1936 година. Одејќи по шините од пругата, се потсетивме на времето кога во Богомила имаше многу народ. Доказ за тоа колку Богомила било напредно место е и податокот дека оваа зграда позади мене представувала дом на култура, која била отворена во 60-тите години од минатиот век. Тука се одвивале голем број на културни настани. Имало киносала, диско клуб и многу други активности кои ги привлекувале младите луѓе кои живееле во ова село. Во 60-тите години во минатиот век, во училиштето во Богомила учеле околу 900 ученици, а денес бројката е многу помала. Се наоѓаме пред основното училиште Петар Поп Арсов во село Богомила. И денес во ова училиште се одвива настава. Во минатото, освен училиште, овој објект представувал и интернат во кој се сместувале учениците кои доаѓале од околните населени места. Во Богомила се родени многу познати личности, меѓу кои митрополитот Петар, актерот Петар Темелковски и револуционерот Петар Поп Арсов. За Петар Поп Арсов отворена е спомен куќа која сведочи за херојското минато, а во селото има и други споменици посветени на партизаните. Под Ѕидан мост тече реката Бабуна. Мостов е споменик на културата, а и изграден во римскиот период. Решете се барем еднаш да ја посетите Богомила и веднаш ќе разберете зошто за ова село се вели дека е едно од најубавите во Македонија.